Жените треба да се затворат дома за да не извршуваат криминал, а еден од најголемите криминали кои што го прават жените е абортусот. И не го изгубив паметот во меѓувреме, туку ова се работи кои што ги научив во учебникот по социологија за втора година средно, кои што го читаат и од него учат 15-16 годишни деца. Пред некое време споделував извадоци од учебници кои што имаат одвратни текстови како тинеџери меѓусебно си стискаат мозолчиња едни на други или не знам грешки од типот Леонардо да Винчи го пишале дека е Микеланджело или не знам што, ама мислам дека ова е веќе на друго ниво. Во учебникот сакале да најдат одговор на прашањето зошто жените прават помалку криминал од мажите. И одговорот не е нешто од типот дека, пример, мажите имаат повеќе, па они повеќе поагресивни се и повеќе сакаат да се тепаат. Или одговорот дека жените се повеќе емпатични, па затоа не прават можеби криминал или не знам што, значи ова се работи кои што ми паѓаат први на памет, кои што можеле да бидат решение на ова прашање. Не, тие нашле дека жените прават помалку криминал заради тоа што повеќе се дома, односно затворени се дома. Ако ги затвориме жените дома, тоа значи дека тие нема да прават криминал, пошто не дај Боже да ги пуштиме на улица, а ја пушти жена на улица, одма криминал прави. А кога станува збор за абортусот, сакам само да ве потсетам дека во нашата држава тој е правно, законски легален и дозволен. Ама битно ние ги учиме децата од 15 и 16 години дека е криминал жената да донесе одлука што да прави со своето тело. Мислам дека е веќе очигледно дека не смееме повеќе да одложуваме ревизија на сите овие учебници од прв до последен и не само да се бараат печатни грешки, туку и вакви некои суштински работи кои што децата ги читаат, учат од нив и тие всушност на овој начин се развиваат како личности. Тие после ќе пораснат во возрастни мажи и жени кои што ќе размислуваат на начин дека оке жената да седи дома, оке да си ја затвори жената дома или оке насилството врз жената. Жената треба да седи дома, да готви, да пере, да чува деца, не треба да има јавни позиции или работа или со ова само се зголемува нееднаквоста помеѓу родовите и правата кои што ги имаат жените или мажите во општеството. Не знам, веројатно треба како општество, како луѓе ние да реагираме веќе. Не знам на кој начин, сигурна сум дека има и попаметни луѓе од мене да го најдат начинот, меѓутоа ова кое што се случува според мене е стварно запрепастувачки и страшно. Ме радува што има брза реакција од Министерството, ева дури не ни успеав да го објавам си уште видеото, останува да се види нели што ќе се случи понатаму.